Super, ja sam Lazar. Darkona. Lazar, drago mi je. Jel znamo ko će gdje ili? Podcast, bajker ili crossfitter. Aha. Kakvo nasledstvo sakate da ostavite? Legacy. Da budem zapamćen u Srbiji kao neko ko je raskrčio put svima ostalima. The framing should be like. Nećemo ništa da kažemo, sve ide u najbolju toku. Činje, kako je do sad? Odlično. Kako smo se nadali, dobro smo se udali. Tako da, sve su. Nemamo što da kažemo dalje, guramo pa ćemo da vidimo. Če gledam me jako na svet, Buci je pred mene, če postavi nešto, ga obrkam, usrane malce u gajki, gledajte go. Ne zna gajtera, vidi go, dečko. Živ usran, a ne se zajebavam. Ako završam, bomba, ako ne, da sme živi i zdravi, to je to. 2500 metri na točak. 150 double unders na jažeto. Прогресираат напред на кај роверот 1250 метри, прогресираат напред пак јаже 150 double unders и 600 метри на байкер, на скиергот, на задњава машина. Ако за 15 минути не ја завршат вежбата завршува и резултатот е до кај известла на последново. Ако ја завршат испод 15, тоа времето што го направиле, тоа е тоа. Sve je počelo ovako. Полека, да не се сопињаме на јажето. Секоја сопка на јажето кошта многу време. Со ова ќе такмичиш? Репрезент Рики. Ајде, Буци се Веќе среќа! вика. Максимум да влезам на скиергот, колку што ќе успеам, тоа е тоа. Ајде чао да се заграм, не ми досаѓате. Ponovo iz Crne Gore. I think the most important thing we can see here, and especially this special year, is the community. It's a family. You can really see how everybody is coming together with one cause and supporting this event, supporting Serbia, and of course supporting the loss of our great friend Lazar Dukic. Stand by! Go! Let's go.
Що се дешава? А? Многу? А? Ќе поврати. Греши патот. Не тука кај сато, тој вамо. Сакаш да го држам или сакаш да си го држиш сам? Кои те стават со цверови, ти си идиот, неспремен тоа е. Ао, замисли други вешоци. Забили се видиш што се загреваат десно, види. Планирав по 5 минути на овие, 4 минути да ми остане за ова, како се вика, јаже и минута, ама многу ми стана лошо на крај. И вика тоа. Кој го се спремал? Овидат на Games. И вика, ние си снимаме. Држи. Pilota do cara. As a mark of respect for our tragically fallen athlete, Lazar Djukic, our best competitor and inspiration to many, I invite you to observe a moment of silence in honor of his life, passion, and contributed to the sport. После само една вежба се сменија логите. Како се осеќате пред втората вежба, господин? Многу добро се осеќам. Ке искинам се. Како е? Ке ви покажам како треба. А што е вежбата? Не знам, ке ми кажа доле. Те заебал, те изложил. Па дај да направиме превју за вежбата. 6 минути таймкеп, втори вент, втора вежба. 50 toes to bar. 35 дабл, дамбел, хенг, снеч со 22,5 килорака. И ако успееш тоа се да завршиш пред 6 минути, 20 метри overhead lunge со двата тега. Од тука до крајот мора двете нозе да поминат за да се заврши вежбата. Ако се заврши во 6 минути се кажува време. Ако не, број на повторувања. Да влеземе у ланџесот со буци би било многу добро. Како се осеќаш пред вежбата? Добро. Евентуално? Буци е усран цело време. Ајде, оди са гребај. Дај ми ме шеманата. Скорбор. From Greece,
Што бе тоа? Што уступа? И грип. Те видам, Отиде грип. Тоа е. Така ги стигнав. Тоа ми беше планот, ја. Да изгонат на доступа, да ги стигнам на Дамбел Сингапур. Но оваа требаше многу болje да бидам. Idemo dalje. Na poziciji broj 2 iz Makedonije nam dolazi Žarko Bančić. Iz Hrvatske Karlo Starić. Čekaj sam. Ajde, idemo! Odvratna vežba. Jebam. Da držiš. Кристи! Ништо по лактицата пак. Па боли многу гадно ебе. Не се надржуваат овие. Тешки стеговите многу. Добре бе. Не можам да свиткам, онака. Тоа е, момци, ајде. Толку за денес, day one. Чао. Што е се, си благаме тоа? Da bе. Што сакате више? Што сакате? Гасу. Мене муабетот ми е дека Жаре пред да почнеме инсистираше. Да ми бутате микрофон у фаца, дурлежам, не знам, бла бла бла, и ние идеме, ти идеш му буташ микрофон у фаца и он те шамара, ева те трга од уста и джабе, бе. Ама види, не е тоа дека мани ми се ти врати се посташ. Нема да се вратам, бегаш брат, одиш кај саатот, се криеш таму у каблите. Па бркај ме глуп. Па те бркам, ама не може томе да ме прати. Го бркаат волонтерите таму со тите, иде му блокираат. таа ми вика. Саатот му го блокира. По скалите вика, симли се надоле, вика мора да иде. Оставе на мираме. Да бе, да. Еве бе, почни таму. Пробај да доловиш зашто у која фаза ти е мозокот до толку исклучен? Тешко ми е бе брат, мука. Не ми е убаво, како нема фаза, нема најгадно на светот ден, нема ништо не сакам да ме замара. Не можам да седам мирно, не па да ти прави некој или се знам дека е добро и искрен одговор моментот, ама
Не ти е пријатно. Знам, Се гушам, кашлам, ќе се повратам, не сум спремен толку за надпреваров за така ја да можам лабаво како ви да си проштаме интервју да си дам. ама веќе на вториот ивент, Вториот беше раце и гледате и на видеото имат. Нема Да. под лактица во 6 минути. Болеше многу, ама е... пај да ги поминеме, ти беше прв. Што тактика имаше? Не техникали, Да техникали да не излезам прв од точак, мораш брзо да вртиш дабл андер со што помалку застанување. Завршам скоро 100 метри пред него, ама затоа што ги дели на 100 на секој 100 метри еден реп, ја имам 197, он има 111. Тачно. Ја за тоа не се побудалев на скиер. Да. И сега Дали имам 58 метра или 99 исти курва. Двајцата на првиот ивент стигнавте до скиерк, ама не завршивте, така искате? Да, он па имаше никој не многу го подобро. заврши. Ти си кажавше на почеток, Абе? единствена цел Да не сум за последен. Кеймовс ти е да не биде и ево ga Македонац задни. А задњу хиту стално. Брајан Френт е кросфит бате од кросфит медија и он е тука и сите стримови на YouTube што ги имаше од целиот настан се од него. И како он се снима и си коментира и мене ме покажува вика the guy from Turkey who did well at the semifinals we'll see him at the skier. Имал нешто демек таму не знам добро направил турчинот и ме покажува мене. И устаи на вториот евент и кажав Žarko Batic, right? Yes, I know your name. Yeah, I will remember yours now. И се насмеа само стило као вчера. Се втурчине. Гутнал, да. Ајде втори ивент. Значи почнува со 50 толстубар каде што грипот ќе ти откаже прво. И немаше појако ја пред да влезам. Следи си ја тактиката, не биди ко мене. А што е тактика? 10 на 5 на 30 секунди. 5 по 10. На 30 секунди. 12 же да правиш. Ја ми текна во ходникот тоа. 11 да направам, 4 и на крај 6 да ми останат на задњето. И чекај, вие дур вежбате цело време, Јас да. саатот го Ја го гледав цело време. Ќе направам 10 и вака и го чекав 27 секунда. Скокам се Ти фаќам. реално не си фокусиран да си ги броиш репс, Не, јам само судија. го гледаш саатот, Не би си ги доаѓа броја. 30-ка, прам, до кај, до кога? 11 Си 11. броиш. Си бројам бе брат, ами судика Броиш, имам ми да. кажува судикот. Да. И ја пред секој ја прашувам, how many? You have 22. Океј, и јас се фатив, така. Он имаше Правеше по 10. Да. Ама И исто те фаќа по 20 секунди. па дај меѓу место да правам. Знаеш пауза кај до сгреши? 30 секунда, правев пауза до 25-та и одма. не правеше ни од 25, ти правиш. Он знаеш како беше? 10 пуштам колку да пуштам Да. и одма рипа. Беше да. Чекам. се адреналин. Да ме мислев. Мислиш ке можеш? Да, адреналин и ќе ги избуткам. Знаеш како лажат првите 30 репс? Да. И на задните 10 ми прави Меѓутоа, што се случи сечење вака на раце. после што се случи овие кога излегоа доста пред мене, ги завршија толсто бар другиве и кога дојдоа на дамбел снечови, ја доаѓам, веќе има направено накај 15 и до 35 ја веќе ги стигнав. И гадна вежба со грип многу. Да, и на крај не можев да се потпишам на И ја не можев. пенкалото не можев да држам. И тоа треба да кажеме, за секој атлета има судија. Да бе. И сега судијава те гледа тебе, тука друг му рипа, Галама од страна. галама, веш, музика, Ние со камери со Rage Against the Machine. Равно на Regional Level што имаме гледано на телевизија порано на YouTube и сега поново Semifinals. Ништо поразлично. Бољи комјунити има тука, бољи енергија, со плюс додадено сега дека за Лазарко правиме. И има стварно нешто у ваздухот неопипливо. Како и секое доаѓање. Цело време у има. не за Лазар, у атмосферата за Лазар Џукич дека е посветен целиот настан и се осеќа некако. Со оглед на тоа што вчера втората вежба не отиде по план, оваа треба да ја... Која е вашата тактика за денес? Што ти е господин? тактика? Тактиката е идеме unbroken се. Пак видиме попадне. Па, Може ли да те замолам тука да направиме тактика сега и одма? не, тактиката е unbroken се. Мојата вежба, истата вежба ме потешка, истите 30 брпи бокджам повер 40 wallball, 20 делив со 120 кила, Добра. 50 често бар пулапс, морам да удрам со гради, и пак се враќаш од кај што си дошол, 20 делив со 120, 40 wallball и 30 брпи бокджам по 50 рече, 50. Да, не знам зашто толкова разлика. а вие сте ненормални бе.
полна работа е тоа, бе. Да, многу ќе биде тешко. И ја не можам тука си дозволам се курчам, јас ќе правам на 30 идеш ритам на тие, немаш тактика тука. Брпи бокджамп поверот. Не, поред. Многу ми е друга димензија, ми е тешка ми е вежбава многу. И 120 кг дедлифт заебано, после wallball, после брпи бокджамп повер, мислам дека тој фактор не го зимаш into consideration. И дедлифтот може 8-7-5. Како ќе се осеќам, не може и петки да биде накаде, не знам. Не се плашам и да сменам тактика. Изгибовите ќе биде петки. 20 секунди. Така завршува со 50. Не завршува, тоа е средината. И после си враќаш, пак Ако поновам од назад. од назад. Пак 20. Пирамида. Така, и на врвот имаш 50, пирамида, надоле си после. Така да јас ќе преживувам ивентов, многу ќе ми биде мака, кичма да ќе ме боли премногу. 200,000%. Не, значи нема не да заврши. 2 милиона просто нема да завршам, ако ја заврши некој До кај се надеваш да стигнеш? Дај си некој prediction, не предикшн, цел некоја дај си така до дедлифтот на кај брписот да влезам едно брпис на многу. враќање. Да, ако влезам во едно брпис ќе бидам многу среќен. На последната На вежба. Ти немаш честувар. Не, од 40 пулапса ти имам брокен. Десетки, не. Многу е високо вратилото. Ако да? Многу енергија се троши. 4 скока се не заебава. Многу ми смета. Буци, на 30 секунди 10 згиба ти викам да правиш. Ај ќе видиме како. Имаш кутија до тебе. Знам дека. Ама лизга. Ќе стигнеш длабоко брписот на враќе. Ама немој да се заебаш. И после дедлифтот, тука исто истактизирај. Ако можеш 8-7-5, ако се осеќаш добро у 2, после што е wall ball. На 30 секунди 10, за тука заштеди се. И на брписот идеш all out. Ќе видам како ќе се осеќам. Како ќе се осеќам. Нема unbroken 40 само тамо. Нема потреба никак. Вторите волболс ако идат, види Ма штеди се за Ти брпи мислиш ке бокджамп. фатиш таймкеп? Да. Дедлифтот ми е многу испод 50% one rep max. Он дедлифт му е супер, стотка му е одличен. Wall ball му е одлично. Абе да, ама 20 комада. Не е страшно. Не е страшно воопшто. Тие ќе ги правиш unbroken Па 20. ја му викам да не. Жаре вика да не ги правам. Ја ќе видам како ќе се осеќам. Каиш и такви чудаки стате? Јас да. Не, за Зашто, брат, чим мислиш дека ќе фатиш таймкепот, прави си пауза. Боле ќе ти биде. треба да се откопам од Ама ќе се вакаш. Како зашо се откопаш од дупка? Ќе се Не, дозакопа. он сака ги стига А да тие. го разберам, а не си ти многу далеко? Па сум далеку, треба четворица да пеам. Не, тоа иш далеко. Па четворица ти сигурно ќе ги поменеш денес. Не се брзај, имаш и утре и уште еден ивент. Оваа вежба, втората вежба денеска не ми е. Да, не му е во. Не, значи втората вежба е One Rep Max Clean and Jerk, овие што се јаки век идат 140 плюс. Да, кила. Ти си ја осеќаш као оваа е вежба што ти лежи. Оваа е негова, да. И ти епа добро. И оваа- епа ништо. Овде може он многу добар Да, пласман ама да пази да не измени. Топ изгориш. 5. Абе класичен clean and jerk. Да. Weightlifting. Weightlifting евент. Данг. Да. О, многу јако, многу јако. Секој атлета има по 6 минути да establish your Сега, one rep добро е max. тоа што овие неколку што се пред мене сум сигурен дека имам поише од нив. Ти се атакуваш на да влезеш у први 12 Да, за бидам до крајот на петиот евент. ивент, Да. за да влезеш у финале кој што е шести. Тоа е единствениот филтер. Да. Ти си у мастерс категорија. Моментално 35 е 16. години па дале. Да. Моментално си 16. После И 20. за тоа е он има притисок. Тоа сака да каже, сака да ги рипне тие четворица. Да, ама нема ги рипнеш unbroken. А ти не се ни надаваш на финале. Not at all. Да кажеме кога ти си у елит. Ти си апла со Games атлет. Да. Ја идам ревијално да уживам One Last Dance у елит и никад више. Ти си со луѓе што пред месеци нешто На гледа CrossFit на Games. CrossFit Да. Games. Си се загревам блиску до Лука Джукич, до германецот, како се викаше? Морис Фибик. Сега да се остваруваш желбата. Македонец ни е задни. Да, и немаше појако на вториот ивент. И дали овај хит ќе сви да заврше вежбу, а ја греам 40 секунди, а бер неам од снечу да го довршам. И вака викам, не. Ко слушам, да. Не, нема да заврше сви овој хит. Па дечки, прв ден многу јак ви беше и ја и Кристи сме птен Да, ужени. уживавме. Кристи, и не само они двајцата, првиот ивент така малце ни требаше кој шо како.
Вториот ивент Кристи е роден водител, човече. Се бута, ме бута мене. Ми треба, знаеш, така малце пуш. Ја нешто ќе ми текне за опремава. Ја бе ми, он више уклучил, спремил, спарено. Он ме подсетува да уклучи. Ја каснам да уклучам, он више брка со микрофонот, ја каснам. Така што више вториот ден ќе бидеме уходани. Идеме да јадеме. Ајде. Буци имаше гениална изјава. Кажи Буци што е изјавата? Димитар, извини. Како што старееш, повредите веќе не се повреди што проаѓаат за некое време, него се мали трајни инвалидитети. Например, те боли рамото и ќе те боли 2 години. Тоа. Го карав малку сега Буци, не ќе пред него зборам, мислам топ 5 ќе одере вежба од сите. Многу му лежи. Тактика беше овие мора на 10 да ги поместува да среќа дуе ќе одмара. После иде на топка 25-15, дедлифтот да биде 11-12, 8 или 9, 2 обеда. Изгибовите да иде 11-11-11, 7. И после тоа да демидж контрол да прави сам. Мислам ќе одере, ќе ги потепа и оваа ќе го бутне у топ 10. Намерно не му го зборев ова пред него да не се усере у гаки. Ај сега да име што направил. Допадам еден голем поздрав до сите што ќе го гледаат ова и целото CrossFit community во Скопје. Огромен поздрав до Fit Hub, до Томас Перформанс, до Жаре. Овој тренинг беше една голема стапка. Избрав да почнам поспоро и идам со негативен сплит, како што тече тренингот, да го кревам интензитетот. На крај завршив 3-то или 4-то место, не сум сигурен, задоволен сум со резултатот и идеме понатака. Белград Games, предобра организација, иако е ова мој прв голем настан, сакам да ги охрабрам сите у Македонија, доколку сакаат да организираат вакво нешто, верувајте ми, има заинтересираност. Браво, четирти, браво. Како е Буци, видете го. Умира Димитар Ивановски. Умрен. Умрен Буци. Не знае кај тера. Ајде бре Димитар, честитки. Честитки. Така? Јако беше? Јако. Кажи. Добре. А? Добре. Да, ќе си извадам. Извади? Да. Колку души претрка? 9 души претрка. Звер! Зверот! Браво. Well, you have to
to just always consider like where you are. You know, Serbia is a very different place than the United States or Western Europe or the Middle East. There's a lot, life is different here, resources are different here. The work that the people have done here to create this experience for these athletes is tremendous. This achievement is given this what they're dealing with, what they're working with, is on par with those huge events. It's not the same as the CrossFit Games, but for Serbia it is. There's a bunch of people who've traveled here, judges, volunteers, team leads, scoring, media, that have been at those competitions. And the competition organizers from Serbia are open to receiving feedback, advice, suggestions, and then doing what they can to make those experiences possible here. This is the second year of this competition. I think they're doing dozens of things that have never been done in this part of the world before. And you wouldn't expect them to be on that level yet, but they're moving in that direction. And that doesn't come without a tremendous commitment from a large group of people. Stand by. Go. Земја, легнување. Дали да му го пикнеме сега микрофонот во лице? Prelazimo na sledeći ekip, ekip broj 24, ali ostajemo u istoj kategoriji, Elite Male. Шо е бе, пиле? Лошо многу? Сакаш нешто? А? Сакаш нешто од меса? Трни се само дишам. Гомна усрани да ти имам вежба до пичка. Никад више. Виевам кросфит и се у пичку. Те гледам
гледаме тука дека си цело време натаму наваму правиш се. Во која функција си ти на игриве? Ja sam ovde sve, znači od čistačice do staff managementa, medija, voditelja, svega što treba da se radi. Како се одвива до сега игриве? Pa za sad ja mislim da je sve okej. Scenografija deluje super, mi hendlujemo sve između vodova, eventovi su super, atlete su super, za sad nismo imali žalbe, tako da mislim da smo okej za ovu godinu. Така и нас не изгледа од страна секоја чест до организацијата. Јас сум прв пат на вакво нешто, премногу добро. И уште нешто, дали би сакале некој да поздравите? Žarko Batić, CrossFit Skoplje. Фала ти пуно. Ово е вода, где ти е вода? Абе, добра прогноза има. Знам. Еве сега да ви имам тоа. Кобе е супер, све е супер. Red Bull. Ако сакате нешто. Одвратно срање. Знаеш кој ме боли гъзот? Гъзот? Премногу. Абе, не е последен. Тој бугарот мислам. Го ебав. Многу беше тешко да ти. Се распаднав као кула од карти. На после често барот ми трнат раце, не можам ова да го држам. Знаеш кој ме болат? Значи често барот највише. Та, и после на дедлифтот ќе умрев. Многу е 120 кила. Јас за адванс бев оваа година. Кај ме заебаа, кај ми ебаа мајката. Ако правам butterfly pull-ups, го обично повредувам рамо. Butterfly pull-ups се многу лоши за рамо. Ако ме прашаш мене, треба да бидат забранети. Не, тоа е различен тип на кипинг прават, каде што движењето е циркуларно. Меѓутоа многу голем стрес на рамења прави и многу повреди на рамо. Намерно не ги правам затоа што можам да правам. Не, можам да правам, меѓутоа многу повреди се случуваат. Овие кипинг обични згибови се многу поспори, меѓутоа многу помал ризик од повреда има и така ги правам секогаш. Чута начин. Да. Може сега да идеме да гледаме главен хит? Ајде. As they start off with 15 skips. Then increase lane number 2. Infantry in third position and the movement. So we have from who kind of come in for this. We have Moritz and Jacqueline, and then we're also helping out Luca a bit as well. So Luca also? Yes, yeah, just to be supporting him through the competition as well. So obviously a lot of elite athletes choose to train with you in your program. What would you say makes the differentiation between your program and any other program? I think we have a lot of experience. We've been I personally been doing CrossFit for over 15 years now, and a lot of that time has been spent dedicated to helping athletes progress through that stage of their journey. And I think it's honestly that experience that we have, the team has, and I think one of the big advantages is that we've always approached this like, okay, we're coaches, we're programmers, how do we optimize that for the athletes to get to the next level? And I think that's something that we pride ourselves on. What would you say would be beneficial for recreational athletes to come at a competition? Yeah, being able to travel, see the world, because it also lets you realize like the level around. The athletes that are competing here, you've got on the men's side, you're competing against 3 games athletes. Yeah. So that's like a really amazing opportunity for you to enter a competition and just be like, that's how quick they are, that's the level. And I think that can give a bit of motivation into your training after that as well.
Sjajni. Ja sam prezadovoljna. Баш ми е драго. Da. Кој е најтешкиот дел од вашата работа? O, što moram da pričam ceo dan. Šalim se. Kada voliš svoj posao, onda ništa nije teško. Браво. Хвала пуно. Nema na čemu. Koji se odmori, da. То, Буци, дојди ме кажи нешто ваму. Ајде туку се курчи, персонал рекорд и бега. Што да правам? Не, добро. Што се караше со судијата? Не, она го призна, само што каже, мислеше дека ќе летне на кај неа. А ти зато викаш и царем, би царем? Да, викам, не го пишеш таму ке... А ја видов дека ти го пиша. Ја не видов. А она викаше... Што максимум? 111. Браво. Ајде Милоше, како си? Ja sjajno, kao što sam... Колико си спавал синоć? Ja mislim da je bilo 3 sata vezano. Опет 3 сата? Opet. 3 sata od 3 do 6. Како иде други дан? Odlično. Sve ide po protokolu. Satnica je maksimalno ispoštovana. Vidim da su generalno atlete zadovoljne, ljudi su zadovoljni, tako da nemamo šta da dodamo. Vidite i sami. Значи ти си задоволен? Ja da. Фала ти puno. Hvala vama. И како најсоодветен од сите, он ги враќа теговите, не како сите други што си одат. Тоа е таа култура на CrossFit Скопје. Браво, Жаре! Браво! Истото го кажав и пред малце, еве и пред тебе. Како од CrossFit Скопје таа е културата. Сите си одат, само ти ги врати теговите назад. Се знае дечко, правила се правила. Така е. Како се осеќаш? Ево, лесно. Пак не си последен. Не сум. Не си. Готува детето. Готував. Ова не го става.
успеав, тоа е тоа. Само 125, 128 дигнав. Не сум дигал сплит 100 години и ми беше страф. На загревање до 110 дигал сплит. И биде чудно траљаво беше првот. После си бегав во средот. Убаво топ, најбољи ивент до сега, ништо лошо не ми е лепота живота, дечко. Ај чао сега. Креги овие лавови га одига. Дај, бегам. Volja ljudima deluje kao da ono sve ide glatko, kada si u unutrašnjosti to malo drugačije deluje, ali ono, zadovoljni smo. Mi ne osjećamo. Evo, išlo je sva naša očekivanja, samo na stranu predsjednika. I'm in your category. Oh, no. I'm talking the first lane, don't worry. Oh, okay. How did you come here from England? So I have a girlfriend who's in Bavaria, in Germany. Okay. And so we took a 9-hour drive to from Ingolstadt to Belgrade. So. But how did you register in Belgrade? Because you're from England, far. Yeah, I mean, so what had happened is I just competed in Germany, and like, I think I reached out to Belgrade and I was like, can I get an invite? And they were like, yeah, sure. They gave it to me. So. Yeah, right. It's nice. They're giving everyone one. But yeah, I was kind of like watching the games and having a few friends compete at the games and see what they're going through, and kind of like, obviously with Lazar's death and stuff, like it was one of those things where I was feeling for my friends, I was feeling for the Djukic family, just everyone in general who's involved. You knew him? I knew Luka. I competed against him in Marbella last year, but it was one of those things where like it was. I can't formally say like I knew him like a friend, but I could imagine the pain he's gone through and his family. So, you know, my condolence with the family. And to be honest, like I had no expectations coming into this weekend. It was just like, just work your hardest, and you know, like. And honor Lazar. Yeah, just honor, and by giving your best, because he always did, you know. So that's kind of my mantra for this week, and it's actually worked out pretty well. So Thank you so much. We'll see you in the finals. Hopefully, yeah. I mean, I don't know what I got in the clean event. Do you think? Yeah. 20 people go. So 20 people. Yeah. In the final. I think he told me that. 12 people. Oh, okay. You were in top 10 or there were 12 or 10? I believe so, yeah. So I was 10th place going into this event. How much did you clean jerk? What weight? I hit 135 and missed 143 on the jerk twice. So I don't know. One or two guys were 135. You'll see that later. Yeah, we'll see. Thank you, brother. Yeah, good luck. Thank you. Have a good one. Thank you. Снимам 110 го отвори. Да бе, јавно шо? 150 години. Няма не 150 чуда. Не кревате за кулдаун една шеска. Немате кулдаун вие у спортов? Ај, пусиња бе. Без кулдаун, што спорт ке беше бе? Дигаш сите кила на овој свет и одиш, брат. Спорт без кулдаун, Бог да чува. Точак човек. Кога ја пуштив шипката над глава, чудно се одби и трна, отида кај неа и она одмам навака со рака и ја мислев дека ми вика no rap и затоа ја кажав. Не и кажа, и кажуваше.
И кажуваш, да, не беше тоа момент. You will count it, како... Count it, it's a rap, и вато. И онака прави, она му вика, вака и он пак, но, вака, извини, вака, мрда, просе те. Па, ја чекам да се појави. Да, не. Пошто чекам да се појави горе на екран. Јован вика, ти го признав, не е на екранот, не е на екранот. Ама ти ја испопуни човек, она после вака на телефонот беше Тречка, ние притисок ги направивме од позади нејзе. Чекај се објасните што е екран. Еве ова. Се љутеше. Значи, вака, многу беше, евентот беше многу добар, затоа што беше One Rep Max Clean and Jerk. Сега идеме од напред на. Да, во пуна сала публика, има огромен... Томе пати. Има... И гледам, горе има огромен видеобим, идеш со слика, име, презиме и која тежина си ја дигнал последна. И мене ми стои 110, а ја дигнав 113 и викам, беко нема на екран, горе стај го унутре. И ти беше пиар за тоа се најде. Да, за тоа се најде, пошто никад не сум направил 113 и сега прв пат и викам, не, боже, ова да не го пише. Брат, баш кај ти не го виде моментот, кога ние стоиме позади нејзе, пошто ние претходни пристапивме за да ја даде изјава. Не, нешто на српски кажа. Да, да ја даде изјава, она не молеш и га ве молам, не, само ја не, било кој друг судија, само ја не сакам да Баш таа судиката. И јас стојам позади и викам, ево ова која ние хтела да сними са нама или нешто, сад ќе ти да видиш, да вака се врти да смее. И ние снимаме брат и дишеме. Баш истата. Ја убедува 2 минути, ја после некој време викам ништо па Талија неќе. Не сака се срами многу. И на крај, а многу фина вака. Крос рандом се гаѓа, ние на грб на неа и стоиме. Да бе. А вие отпосе. Значи он претходно ја моли, ние појма немаме, доаѓа Димитар и она му е судика. И ја отпосле грб викам. И ние бака и стоиме на врат за да снимаме. Можев комодно да изкликнам уште едно плюс 114 да виде. А стварно под стрес беше, не. Ти се развика и она се испобуни на тоа апликацијата, клика, чека го рефреш прави, не бе го кликнав и ние се, ајде искочи 113. Битно беше за тебе овој ивент зашто беше демидж контрол, остварите најбољи пласман на цело такмичење, така? Не, со првиот и овој најбољи ми се. Еднакво е место? Да, еднакво место. Ова беше како немој да потонеш доле на табелата. Да, ова беше демидж контрол, сакавме да си тука негде, да не паднеш. И ти испадна најбољи ивент ти. Да, супер испаднаш. У група беше трет, нешто така. Трет. Што ти било убаво ти трет, се гледаш јас како и секогаш константно предпоследен. Јас 128 си исполнив тоа што си сакав. Гледање после 165. What the fuck да те со овој загрев. Чекај, ти на загревање крена 120? Да бе. И после на вежбата само си потврди 120 и продолжив, да. Па ти ми викаш како отвараат 120 одма. Цикам да човек загрева warm перија цело време, ние дигаме таму. Јасно. Не се слушаше дум. Да. Ја влагам унутра 130, 140, Ма како беше тесно и фрлаат сите, да, ќе умреш. И влагам ја унутра и стајле 120 кила. Шепка вика, ајде брате, иди. Не, терете. Чекај малце бајк да повртам. Да се загреам малце, празна шипка да земам. Учиш да си ти следеше, не, живе, душко. Да се загреве со остиците. Јас снимам. Тоа ви беше попладневна сесија. Пред тоа беше хорор филм. Вечерта пред тоа мала промена на ивент 3. 15 минути имате да умрете, не 14. И онака ти продолжуваат маките за цела минута, ше вечност. Премногу беше тешка вежба. Преживував 15 минути. И онака кога чукна 14 си гам, сега требаше да завршам. Значи оваа вежба да ја правиме у сала ќе биде 20 минути. Аха. И ќе бидеш многу порелаксиран, многу 18. И ќе ја завршиш и нема да се осеќаш толку лошо. И самото тоа што тебе те тера за многу пократко време да направиш, да не одмараш, воопшто интензитетот го качува многу. И знаеш кога седам си викам, па ја оваа вежба да е 20 минути, ќе си ја проведам така. Порелаксирано. Ама овде не смееш да застанеш. Нема релаксирано. Ама ти вчера мислеше дека ќе фатиш, ќе ја завршиш. Не, мислиш Unbroken дека ќе направи цела. Не, и мислеше дека за 15 минути ќе ја заврши. Покасно. Значи ден покасно ја следев тактиката што ми ја кажа ти. Дека се ќе направам Unbroken. Проблем број 1. Чекај, проблем број 1. Топките
медицинките не се, тежината не е у средина. А те приметив зашто бе вака на страна све се поместуваш кога фрлаш? Да, и многу е потешко тоа. Значи не можеш да фатиш ритм и те сецка. Секој нареден е као неизвестност, ја фаќаш у неизвестност ја фрлаш. Дедлифтот едноставно беше тежок после се тоа. Ако е многу беше тежок. на пример имам макс од дедлифт ми е 210, ова е испод. Значи е 45% од банреп макс. И на втората 20-ка? Да, и втората 20-ка беше неверојатно тешка. Како 150 кг. Да, као... А тој еден, имаше еден босанец и у сала имаше доено пред месец и пол, два. На дропин така, еднаш или два пати максимум беше. И ме среќа Орме Перија. Де си дружел, се сечаш на мене? Леле, викам, познат ми многу да си бил у салу. Па сам онај пут ово. Браво, му викаме се така, да, јас сам мастер, знам 40 плюс, бла, бла, бла. И заврши он, си го прашав за вежбата, и он ми е како овакво, као репер. И го гледам вчера, викам, како е било, брате? Урадија 5, ови бокс джампова, мајка ми се еба. Вика, ти, вика, мене cilj ми, викам, барем еден да направам. Па вика, ке стигнеш, вика, супер, дедлифтот, вика, вториот колку е тежок човече, не може да ти објаснам, вика, не се померува 100 кила. Ау, викам, јас 120. Јао, болам, jem наебо си јежам и викам, да знаеш, дечко. На почеток на ден, беше 16. На две места, 14, денеска планот е со оваа вежба. А уште си 14, стоиш или 13? Не, 14 и сега имам, стварно имам шанса да рипнам, да влезам у топ 12. Поените се уствари, кое место си, толку поени добиваш, што значи меѓу него и тој треба да има петорица, размак, што е изводливо. И тоа ви е сега 5 вежби сите надпреварувачи, Арно, ама ако влезеш у финале, идеш на 6-та вежба, а ти нема шанси да влезеш. Предпоследен, нема шанси. Он ќе биде... Види, ако сакаш ќе ургираме кај организатора да те пуштат и у финале. Не би сакал. Кажи само. Ќе ставиме 13 лента. Кажи, ние имаме специјален аксес тука со Кристи, кој ви треба, Брајан, Мајан. Изненадиме, дечко. Може да те почастиме едно финале. Не ви верувам дека за ваква работа ќе почнат, али нема веќе. А кај мене е многу позаебано, уште зашто е 6 пистолс на лева нога, 6 на десна, мора една, друга, па хендстендот мој нивниот е изи таков кипинг можеш да правиш. Јас треба wall climb да направам и на опачки да го правам. Од тамо legless rope climb, нема техника со нозе користење. Ќе биде многу атрактивен ден, ќе биде на баш games. А идеме у дей 2, 3, кој дей сме бе? 3. Преуникатно искуство, фала и до организатори, фала и до сите атлети, сите се толку позитивни, толку расположени, така што алали вера и на вас, идеме уште денес да спукаме и тоа е тоа. беше, дадовме максимум на се што можевме. Има тренинзи што ни одговараат и што не ни одговараат, тоа мислам дека го виде од сите до сега што помина. Така да супер пројдовме. Ние сме заедно со другиот тренер, со Јане. Купно сме 6 дојдени, 4 јаме со нас. Така да добри се дечките, дадоа се од себе. Тука е друго. Вежбаш, мислиш дека ти е добро направено, судија ќе ти рече no rep, пошто он така го видел, ти мислиш спротивно, нема назад. Така да различно е. Трема имаш, Петар е сега моментално 6-ти, има уште еден тренинг, но овој тренинг треба да биде многу добар. Која категорија е он точно? Он е адвенс, мажи, има премногу јака конкуренција, мислам тоа го видовме уште од првиот тренинг, ама не им се дава. Јако дете. Па ние влагаме у финале, Петар сигурно влага у финале, ќе видиме се Кирца
нема уште резултати, така да ќе биде интересно. Нема на што се гледаме. Прогноза за Буци за Евент 5. Може да ги искине, зашто многу грешат на Pistols. Тука го јадат сите, он е добар. Сега го гледав у warm-up, добар беше таму. Тој дел му е easy work. Он мисли дека Изи ќе помине на хендстендот, ме плаши близината на метод наместен до плексигласот. Само тоа ми е страв да не се одбива од зидот, да се сјебе тука. Ако помине тоа лудило и безпрекорно, јажето ќе го одере, тоа му е Изи, невидено, прелесно му е. Хендстенд вокот се договоривме таму, колку трне, пробува по 2 метра до 4 да лапа цело време. Али само да излага од хендстендот, да не се одбива од плексигласот. Тоа е тоа, мислам дека ќе ги потепа мачот две оштрице, или ќе ја изгази крвнички, или ќе го сјебе хендстендот. Друго не гледам кај може да се зајава. Цела сала ја оди без проблем. И на јажево не може више. Тешко? Многу. Многу тешко. Рок клаймбот е многу тежок зашто се лиска јажа. Тоа легле да го преш. Хендстенд? Па не може да мења таму отида. Така? Не го се подобро. Аз ме зачуди по шуцала, си одеш без проблем. Па да, тука друго. Многу потешко е. Ајде, да имаме за работа многу. Ајде. Добре, Пети, добре? Не?
Što je, ne očekuješ, a? Mamka s mami. Uživao do kraja, mnogo. Nemaše mačenje. Preuvao. Seljaci, znaš što misle? Ne. Mnogo dobro. Target mi beše da izlezam od prvite, poslije od vtorite i gledam, vikam, pa ako izlezam i od ovana, završim do kraja. Ga ovaj stisni, ne vidi pička da tijeva. Amo prvo da ga pomenem cijela sala, a? Malce se iznenadite, priznaj. Dosta. Ja se iznenadim. Odlično, top. Hvala, mnogo prijatno, ja završim. Valjda i buci. Pa je. Da, znam. No. Možeš da stoji. Ostane 3 minute od ove momke. Dajte mi veliki aplauz. Još veću podršku. Sljedeće zagađenje u finale. Ko će ući u finale? Vidjet ćemo vrlo brzo preko aplikacije Circle 21. Yeah, I know. Even I started at 120. Yes, because the kilos inside the arena are different. Yes. Yeah. The bar are different, so you have to communicate with the bar. Nice. How is this competition different than semifinals, regionals in the previous years? Do you see any difference on the organization part and the flawlessness of it? Every competition is a different situation. Belgrade Games are. I love the arena. The arena? Arena. Why? Why? Because it is big and small together. At the same time. It's like the floor is like more intimate. It's good and the crowd is like you are a big stadium, but it's not very big. It's like the Colosseum. Yes. Very intimate. What are your expectations for the finals? The final for me is very hard. It's not in your wheelhouse. It's 1,000 meters row. Yes. 50 thrusters. Yes. 30 bar muscle ups. Yes. What do you think? I am the lighter. Yeah, you're gonna kill it. No. I have to. On the row, yeah, it's 330. Yes. Can you get it? I can, but the thruster after, I don't know. It will be destroyed. And the muscle ups? Yes, muscle up. Easy work for you. Yes, but it's a small part of the workout. Yes. It's the smallest. So if I will be first at the muscle up, I will have to push there. Thank you so much. Good luck in the finals, brother. We're rooting for you. Bye-bye. Is perfect. The schedule is on time every day. The equipment is very nice. The warm-up area is very good. And I think all of the athletes are perfect with this kind of stuff. Did you expect anything different than what you saw here? Like you thought it would be a little less organized, but it's like boom, like flawlessness all of the way.
exactly this. It's my first time here, and I thought that it would be much smaller competition, but at the end of the day, it's a very big competition, and with big guys here, good guys from all Europe, and it's amazing. The level of athletes is unbelievable. Yeah. And what do you expect from the finals? The final workout will be good amusement for everyone because it's going to be second to second, and it's very nice that it's the workout that Lazar won in the games, so it's a nice tribute to him, and last one, best one. What's your tactics? Go all out on the road 330, then? I think we must do it under 315. 315? Yes. Ooh, nice. Yes. You gonna get it? 330? I think they changed it to 330. Okay. It will be hard, but it's for everyone. So everyone after the row is going to be hard. Then it's the thrusters, and then it's the bar muscle ups. Whoever can do it faster wins. Thank you so much. Good luck, sir. Thank you. Bye-bye. Tajana Gručić, legenda balkanskog krosita. Bila si mi head judge 2016. Sad malo su se okrenule stvari. Nisi prestala, čovječe. Od tad? Ne, stavim. Kako ide? Pa gled, dobro je, stavili su me s ovom Mađarijom 35+, ali dobro je. 35+? Bravo, i kako ide do sad? Pa trenutno sam prva, da, ne smijem ostati zadnja u finalu, tako da mislim da ostajem prva, budemo vidjeli. Samo ne treba si zadnje i pobeđuje. Mislim biti zadnja, da. Pa super. Kako ti se čini organizacija takmičenja u odnosu, bila si ti semifinals, regionals, ti si malo starija generacija crossfita, pamtiš kako je bilo ono pre semifinalsa. U tipu organizacije i kako je ovo nekako, ja prvi put učestvujem u nešto ovako da je ono smooth, baš je da se osjetimo kao profesionalni sportist. Jel osjećaš razliku koja je tvoj dojam takmičenja? Pa gled, definitivno odnosno na prošlu godinu, što je bilo vani, meni ljepše na zraku, ali puno je bolja organizacija samim time, jer svi naš u zatvorenom prostoru, suci imaju svoj mir, mi imamo svoj mir, sve na vrijeme, moram priznat, fali možda onaj timetable na vrijeme, ali ovo ostalo ne, svaka čast. Za ovakvu regiju, to. I ovo s aplikacijom je nešto neviđeno i ono kad vidiš, baš games da se osjetiš malo. Super. Šta očekuješ od finala? Rekla si prva, ali ipak da te pitam. Da, onak, Jack je u finalu, tako da čekamo da imamo koji je time cap, je sad to tako vele, za reslanje. Kod vas ima time cap za veslanje? Ja mislim da, zapravo ne znam, nisam bila na briefingu. Ali šta je da budem, mislim da nemaš problema tu. A ne, veslanje je moje, tako da... Trasteri su ti... Da, često bar zadnje, tada ćemo to vidjeti, malo ćemo kalkulirati, ali samo da ne strgam ruke i ne budem zadnje. To je to. Hvala ti puno, ništa, nema čemu. baš mi je drago što sam te vidio. Je, sve najbolje. Vidimo se, čao. Ok. Bravo, Makedonci! Bravo. Živili ste? Bravo. Živi. Koje mjesto GBD, znajte? Pojma, nemam, brat, se nadevам negde 7-8 već. Koje bih te predalo? Pa 8-9. Mislim da ga dobijeme mjesto 2. Nemam, ništa ne možda shvatam. Brat, kao sama, mislim da ga dobijeme mjesto 2. Še dve ekipi ušli u start, kaže da ga ne može bar masal. Вчера по jedan bar masal, napravda tako da ajde ga dobijem jedno na 2 mjesta. Сега разлика от тимско или индивидуално? Ovo, brat, mnogo интересно. По-лесно е? Сам си, по-лесно е, каде. Па ти знаеш најболje што. Виде како ти беше. Не, ја го радев многу јако. Него тимско е, види, ти си фитес, ти си 100 пати си бил. Да. Си бил индивидуал? Не, си бил, ствари многу Скопје сам. А добро. И како тимско да Наредна година. Супер, али комплексно многу. Се враќате на индивидуал или? Па, да, зашто да не. Али ова беше многу интересно. Колку години си? 33, 32. Сега 33, сега Али цела година 33 на 35, да. Пак е дробат, ама тука ги бидеме. Не, се држиме беше. Страшно. Знам дека идевте први. Сега па, немаше да видиш, не знам. Да, ми рече дека немаше ни јаже ти загревање. Ништо нема. А ние си имавме све, си знаевме. Нема веќе мене. Задоволни сте? Одлично. Thank you very much. Одлично. Гледаме ускоро. Може да така. Ajde, čao. Cepajte se. Očekujemo od finala da sve prođe kako treba prvenstveno. Na
napravili smo da atlete mogu da uživaju u finalnim bodovima, to jest bodu. Mislim da su dosadašnji finalisti koji su već odradili ovo finale jako zadovoljni. Dinamičan je trening. To je jedan trening koji je bio posvećen Lazaru Đukiću koji je on osvojio na Gamesu. I tada je taj trening koji je radio njemu pomogao da uđe u top 10 te godine. Mislim da sada svi trebaju da imaju pravo i ovako javno da ga urade i osete to što je on tada osetio u tom trenutku. Komunikacija konstantna sa atletama da vidimo da li su zadovoljni, da li ovo što smo napravili ima nekog smisla. Tako da sad sve teče kako treba, mislim da su i atlete zadovoljne celim ovim eventom. Trenutno je TV prenos u toku, ide live, možete to isto vidjeti na Arena Fightu, bit će posle streamovano na okačen snimak na YouTube-u, tako da ćete moći u tom trenutku da pogledate i celokupno finale. Evo ja ću ti potvrdim da smo uživali mi kao atlete, što nismo ušli u finale. Bilo je super na ranku semifinals, regionals i na boljem takmičenju nismo bili. Hvala ti. To je to, ja mislim da je ono što imam da dodam da ćemo se truditi da iz godine u godinu postavimo neke standarde za ovaj sport koji razvijamo toliko dugo. Tu smo da pomognemo, hvala ti za sve, srećno u finalu. Hvala, uživajte do kraja. Hvala ti.
Legacy. Da budem zapamćen u Srbiji kao neko ko je raskrčio put svima ostalima i da kažu on je to prvi uradio, znači da to možemo i mi. To je, eto, počeo sam sa mojim bratom, tako da za sad nas dvojica krčimo put i nadam se da ćemo uskoro vidjeti neku novu mladu nadu koja će da nas nasledi možda.